Книгата Исидора Мундузи на свадба ми е многу интересна, дека во оваа книга сватив дека самовилите, вештерките и луѓето имаат многу слични свадби. Сите они сакаат да имаат најубави фустани, најубави торти или односно најубава свадба на целиот свет. Оваа книга е посветена на свадбата на тета Кристалка. Таа сака да има најубавата свадба на целиот свет. Па на Исидора и Меденка им прати многу убави цветни фустани, бидејќи тие на свадбата на тета Кристалка ќе бидат неверици. Со се фустанот тета Кристалка им прати многу убави цветни венчиња и волшебен прав за нивните крилја. Кога Исидора се облече во нејзиниот фустан, многу си се допаѓаше. Дури нејзините родители биле многу воодушевени за како изгледа, дури нејзиниот татко. Но, како и секогаш, он мора за нешто да мрчи. Бидејќи тета Кристалка е снежна самовила, се знае дека ќе ги донеси нејзините пријателки зимските самовили. Па таму ќе биде многу ладно. Па Исидора и мајка ѝ треба да чека цела вечност за татко и да одбере која наметка да ја облече. На крај реши да ја земе неговата најдебела и најтопла наметка што ја има. Тета Кристалка навистина сакаше да има најубавата свадба, па дури им прати на сите гости по една снежна кочија, волшебна снежна кочија со цвеќиња на неа за да ги однесат до свадбата. Кога стигна таму, Исидора, Меденка и мајка ѝ веднаш отидоа кон тета Кристалка да ја помогнат да се спремат. Таму беше и палавата братучетка на Исидора, Мирабела. Тета Кристалка изгледаше многу убава со нејзиниот фустан направен од снежни кристали и снеголки. Многу беше интересно дека имаше и она едноцветно венче на нејзината глава, па дури и букет со истите цвеќиња што ги имаше на главата, направен во букет. Кога Мирабела и Исидора ја одведоа тета Кристалка до нејзиниот сопруг, кој многу интересно дека он е летна самовила, но како и во вистинскиот живот, така и во светот на Исидора Мун, спротивностите се привлекуваат. Откако кога дојде крајот на свадбата, на Исидора и Мирабела им било многу досадно. Тоа го примети мајката на Исидора, па им рекла да излезат во холот и да си поиграат малку. Само што стигнаа таму ја видела најубавата торта на целиот свет. Таа беше чоколаден замок. На Мирабела веднаш и светнаа очите и решила да се смалат повторно и да влезат во тортата и да почнат да си играат таму. Исидора не ја прифати идејата, па Мирабела сама си го извади нејзиниот прав и почна да си го мачка лицето со сунгерчето. Но во еден момент сунгерчето падна во рацете на Меденка. И таа, мислејќи дека сунгерчето е опавчена зајче, одма почна да се мачка и она, да се става и она од пудрата. Па Исидора, како сакајќи да го земе сунгерчето, и Исидора си ставила од пудрата и сите три се смалиле и беа веќе влезени во тортата на тета Кристалка. Доколку сакате да знаете што се случило понатаму, дали тортата на тета Кристалка е жива и дали свадбата на тета Кристалка е во ред, ќе треба да ја прочитате книгата Исидора Мун оди на свадба.